Монографијата Милениумско пулсирање 1014-2014 денеска беше промовирана во својата печатена форма. Во период од 1000 години научно разработен од речиси сите аспекти на општественото живење е темата на оваа монографија, која документирано го потврди милениумското постоење на градот под Марковите кули, откако во 1014 година за прв пат официјално бил спомнат под името Прилепон во списите на византискиот историчар Јован Скилица. Големиот празник 3 ноември, ослободувањето на Прилеп. Денеска се одржува промоцијата и на печатеното издание на едно капитално дело, а тоа е Милениумско пулсирање, односно опфатен е период од 1000 години постоење на Прилеп од секој аспект. На 600 страници опфатени се сите периоди од развојот на градот од сите аспекти: средновековието, османлискиот период, балканските војни, двете светски војни, периодот од ослободувањето до денес. Иницијатива и реализација изработена од наши сограѓани, сточњаци од сите струки на градот. Ова е капитално дело кое може да се нарече енциклопедија на град Прилеп, кој ќе служи од аспект на историја, едукација, од сите можни потреби кои што ќе ги интересира и граѓаните, и обичниот човек, па и едуцираните луѓе. Во монографијата се содржани сите значајни настани и личности кои оставиле белег не само во опстанокот и развојот на градот, на регионот, туку и на целата земја, на политички, економски, социолошки и културен план. Сакам да искажам својата благодарност кон авторите на ова дело, кои што се вложија себе си, своето знаење, својата умење и својата наука која ја имаат. Исто така благодарност кон иницијативата, Друштвото за наука и уметност, градоначалникот Маријан Ристевски за соработката и за можноста која што ни укажа, викаат дека едно дело добро е кога ќе се почне, ама уште е подобро кога ќе излезе. Значи, ова е круна на она што сме го работеле изминатите 2 години. Се надевам дека ќе се најде своето место во меморијата не само на прилепчаните, него и во меморијата и на останатите граѓани на Република Македонија. Монографијата Милениумско пулсирање 1014-2014 не е само од големо значење за градот и за околината, туку е богатство за целата земја, за идните генерации. Ова монографија ја доживувам како заслужен и достоинствен подарок по повод 1000-летието на градот Прилеп и како неизоставен и високовреден дел од прилепската и македонската колективна меморија. Верувам дека овој мој личен впечаток ќе го делат и сите оние што ќе имаат радоста да ја прочитаат оваа монографија. Со оваа публикација Прилеп ги заокружува одбележувањата по повод 1000 годишниот роден ден.